Во минатата емисија ја запознавме Маринела, која ни го представи просторот што ќе биде дом на нејзиното семејство. Ми се допаѓа. Може би има малечка тераса за мој вкус, меѓутоа генерално целиот стан е на прв поглед одлично сработен. Со оглед на нејзините барања, желби и естетиката која ја замислив дека ќе им одговара и годи, направен е план кој е флуиден, модерен и влече со некои моменти на ретро фазон од 60-тите години. Посебен акцент има спалните соби, сработени според индивидуалните желби на секој од семејството. Порачавме дел од нештата, некои од нив почнаа и да стасуваат, некои веќе се наместени, а сега остана да довршиме и да се донаредиме. Душеците се еден од производите кои што би сакала клиентите сами да се ги изберат или барем да кажат од прилика што сакаат, бидејќи е многу така лична категорија, ја сметам, душекот. И овој пат конкретно, например, кај девојчето имаме кревет со душек на душек. Тоа се смета за еден од најудобните видови на спиење. Бидејќи има многу плакари, ете да речеме дека каса не и треба, туку и треба навистина добро и удобно спиење. Креветот во родителската соба е со каса и тој го порачавме од Пункт. Пункт на времето правеа кревети чиј долен дел беше целосен и многу пати имавме заглавувано по скали, низ ходници. Веќе некоја година наназад креветите ги носат во парчиња и ги склопуваат на лице место, како најпаметна комбинација за нашите станови. Да го порачаме плочистиот мебел. Проектот го знаеш, и сега она што не знаеш е дека треба да отидеш кај наши нови соработници што се викаат Санмарк Дизајн, тие ќе работат кујната, ќе го работат плочистиот мебел. За кујната избрана е иверка, значи се што гледаш кафено е иверка во суштина, освен зидот кој што не е, нели, ламинат, а се што е бело треба да биде во боен медијапан. Сега бидејќи е многу тешко да се најде трпезариска маса што ќе биде мат, што јас првично замислив, бидејќи нели малку ретро целиот интериер, па затоа решив и белите делови сегменти на кујната да бидат сјајни. А мислам дека и на нив повеќе ќе им се допадне тоа. Да, нема воопшто. Ете така. За библиотечниот дел, значи ќе сакаме да биде со скриени држачи. Полиците се дуплекси, значи од две иверки, треба да се провери дали има адекватен кранк со висина. Кај ламинатниот зид имаат една поголема теле комода, треба да се види колкава димензија смее да биде таа со оглед на должините, ширина, должина на материјалот. Значи тоа е тука битно. Сега главно има промени две во спалните соби, кај момчето. Тоа сакало поголема маса работна, па таа ќе му ја смислиме така што оваа ќе ја продолжиме и ќе ја наместиме под зидот. Значи ќе биде таму решението. Ете така. Комодата ќе ја снема, зашто нема потреба, ниту има место за неа и пари фрлање како ми изгледа. Кај девојчето нема никаква промена и кај родителите, значи по консултација со Мики од Акрон, или они не ги изработија плакарите, плакари од оваа страна нема да има, туку креветот го намалуваме на 1,60 од 1,80, значи тој го буткаме целиот на лева страна и овдека додаваме еден плакар назад. Затоа што спроти креветот да го смислиме ова. Значи добиваме една голема комода. Да се спуштиме. Ете така, и тука ќе сместиме фиоки, долапчиња за екстра работи. Единствено после столов можеме да измислиме некоја малечка, само како таблата горе даската да продолжи, да биде тоа како некој мини шминкерниче, бидејќи столбот ќе пречи за било каков елемент таму да се направи. Доста парчиња треба да се изработи. Да, значи идеш кај Предраг и се договарате. Океј. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо.
и даде енергија и ние го дизајниравме Егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка Егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Имаме светилки, Имаме. имаме штосен зид со ламинат. Мислам дека е спремно веќе предрак да почнат со монтажа, да добиеме мебел. Да. Баш убава идве чекам да видам кујната, затоа што ретко добиваме толкава голема кујна за работа. Истина. Во договорен термин пристигнаа момците од Санмар. Прво со кујната како најсложена за монтажа и најголема. За уште повисока категорија, кафениот дел кој кајна се во иверка може да биде изработен во фурниран медијапан или медијапан во фолија. Но иверкава нам многу добро ни ја одигрува улогата. Дизајнот на денешните иверки е супер и веќе се работат со поприродна структура. Обично монтажите си ги темпираме, нели, да не бидат фини по 2-3 да има еден ден, 2-3 друг ден. Ама кога се замолиме да стигнат на време и нели некој малце ќе затоцне ваму, некој малце ќе затоцне таму, некој па подранил. И кога куп. Дента стасаа сите останати кревети и душеци. Кај момчето е порачен кревет кој делува како гарнитура. Прво, заради тоа што е среде соба, а второ, затоа што момчето сака соба која ќе делува како мини дневна кога ќе се соберат другарите. Момците од Санмар си имаат мака со плотната од кујната. Ова 4-метарско чудо и да имаше прави скали немаше да може да се качи. Среќа има тераса која е пристапна од улицата. Сега проблемот со плотната не е дека не може да се качи некако, меѓутоа скалите беа вакви ротирачки се внатре во зградата и нема како да ја свртат. Среќа момците се опремени и им текнува што треба да направат. Па работата продолжува, како да е ова сосем нормална случка. Во еден момент ја отворив пресметката, за да разгледам нели што сме набавиле, што треба уште да се набави, и констатирав таму некаде во градежните работи, немам поим зашто беше таму. Во градежните работи сум ставила тапети и постери. Такви немаме. Така што, да. Сум ветила дека нешто такво ќе има и треба да има. Ангела, да решиме спалната прво. Имам виолетови зидови и сакам некој тапет кој што ќе биде само како акцент во просторчето, значи светло нешто неутрално. Да. Мислам дека ова ќе ни одговара со структура, на сива боја, откато ово трубанчик, тоа се квалитетна тапета. Убава структура има. Убава е така, има и ова е доста убава со цветови. И ова ќе ми одговара. Да. Само на крема повеќе ова, има вакви нијанси. Исто и ова е доста убава. И таа да виде. Ова е И ова е многу ефектно.
Со цветови, па се повторува шарата. Повторува. Или ова, или ова. Сам дека со цветови како стакани како си ја замислил. Да, убаво. Супер, супер. Тоа е изборот за спалната во секој случај. Да те прашам сега вака, имам две детски соби, едната е за момче, другата е за девојче. Меѓутоа не сакам цели дидови да ги облепувам со тапете, туку сакам буквално нешто декоративно како некоја штрафта да се стави или нешто така, да ми покажеш. Така, после две опции, значи може да ставите две ленти хоризонтално и вертикално. Најубаво да земете тапет со линии. Така. Да, имаме доста такви, може да ти покажам, може да дојдеш тука. Хајде. Да. На крајот за завршување на секој стан треба одново да се собереме сите накуп. Јавено на сите ги дочекуваме еден по еден. Работите полека си фаќаат свое место. Борче за тапетите. Во секоја соба по некој сегментче. За кај момчето се мислевме меѓу овој со букви, па заклучивме дека риги повеќе одговараат, зашто инаку цела соба во весници ќе му излезе. Во кујната проблем. Еднаш веќе мораше да вадиме плочка и да поместуваме кабле за 1 сантиметар. Горе некаква лајстена му ставаме моја, мислите некој решение што ќе биде најбезболно да сите? Но сега излезе дека ќунците на аспираторот не лепат до греда за 1 сантиметар. Поелегантно решение од демонтажа и нова монтажа нема да има. На Борче му дадовме уште малку работа. Кремастиот зид ми беше малку анемичен, а дополнително сакав да поставам и некои слики на зидовите, па ми фалеше токму тука акцент во потемна боја. На поместувањето на светилкиве како да му нема крај. Полево, подесно. Никако да ги убодеме во овој сегмент и со тип на светилка и со позиција. Станот е голем и му треба добро осветлување. Не може туку така да решам едноставно некоја светилка е да ја снема. Уште не можеме да се наместиме. Многу луѓе наоколу. Освен што сме многу луѓе, и има уште работи за носење. Уште мебел по собите. Уште работи за доспремање. Кога ви е најтешко, најарно е да си дадете време за оддишка, полнење на батериите и есап за подобра организација. Останаа уште малку ненабавени работи, како на пример килимите. Едно бушево во спалната, друго бушево кај девојчето, трето бушево кај момчето, ама сите три се различни. Значи, ќе знаеме кои се треба да ги земаме. Треба да ги земеш. Види, мислам секој пат има нешто друго што можеш да избереш, ама мислам дека не е лошо да ги донесеш овие што сум ги избрала ја. Па сигурно тие ќе биде шок. Да, добро, имаме значи теписи. Наталија, нови ви се овие? Да. Многу се убави. Да, овие ми се нови. Од програмата на Меринос има повеќе тематски градови во Лондон. Да. Друг кој град пример во Лондон? различни. Тој ни беше Лондон, ова ни е Њу Јорк. Така. Овие се од програмата на Меринос, така? Венеција, да, од програмата на Меринос. Повеќето ги Поспецифичен. зимаат за во детска соба, но има некои што ќе им се бендисаат и за во дневна соба си ги зимаат. Синтетика се лесни за одржување, машинска обработка лесни за одржување, што значи перење, усисување, флеките лесно се вадаат и така. Ве како и секој вас. Лесно се одржува. Да, одлично, одлично. А различни димензии има ли? Има. Ова е 120 на 170, наредната е 160 на 230. Е сега за овој пат ми се шаре, нема морав да си прашам, ги забележав. Така. Покажеш? Имаме и рачна обработка и машинска обработка. Разгледај си, па ќе си одлучиш. Ми покажеш ти. Ајде. Нема проблем, ајде навака.
Па олеснително ми е ова, па што Ива веќе го направила изборот, јас само треба да ги набавам всушност да ги добиеме на објект. Полесно ова. И толку, вечерва е последен ден на работа во станов. Сите сме насобрани да ги завршиме оние работи кои му даваат смисла на живеењето. А тоа се малите детали, предмети врзани со мемориите од патувањата, или пак нови, како овие репродукции што ќе дадат нови моменти за уживање. Во собите, секој си го добива она што внатрешно чувствувам дека треба да го има како детал во новиот дом. Некој пат тотално заборавам дека имам голем стомак, сепак сама заклучив дека поарно е да се бавам со полесните работи. Заедно со Ана и Јана. Од овој простор направивме да стане прекрасен дом за Маринела и семејството. Веќе се е внесено во станот што требаше да се внесе и буквално сите се ангажиравме за да може да се заврши тоа што побрзо и за да може да си ги внесеме клиентите сите заедно во станот. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Леле, сите! Комплет повелата. Здраво, како си? Добра. И како си? Здраво? Добро вечер. Многу ме изненади и тоа многу пријатно. Јас мислев дека само Маринела ќе дојде, можеби со некој од децата. Ама кога ги видов сите онакви на врата, знаев дека се многу возбудени околу станот и како ќе им изгледа. Здраво, Ива. Добро вечер. Добри. Повелете дома. Благодарам. Сега ова е нашата новата дома. Дај да видиме. Од црташ до финален производ, до дом. Еве го моето. Твоето место, мислам за секој ќе има место. Ајде, првата реакција да слушам. Добре, може. Мислам дека вака стилски ви веќе дома, прилично е различно, ама мислам дека е тенис такво. Тоа, ние си го добиваме, а ова е баш. Па не, мислам, различно. Не знам баш. Убаво супер. Многу убаво. Да. Ви сте допаѓа? Да, многу убаво. Лелева да и совите. Совите. Нели? Јас кога ги отворив бев целосно одушевена. Значи реков дека одамна букави и вакви убави не сме добиле и не сме нарачале и бојата е прекрасна. И така. Да, за овој простор баш бара и големи седалки, и голема маса. Да седиме да да, може.
И телевизорот е голем. Па така не си размислувате. Па да имат. Многу е навистина најголем. Или? Просто на ретро и многу сме модерни, да ви кажем. Текава да е вистински. О, ја! Сите имат одедно за читање, тоа не е лошо. Ајде. Ева тука. Едно мало. Баба това лече. Специјално се прати. И јас не знам како се отвара. Едно малечко, ама таман скоро. Нели? Да. За гости. За гости. А, сега? Кои ти се бањава када? Не знам. Или ќе се подготвувате бајците заедно? За бајна? Имате мачка? Конечно да има више за типа за кој да се изгледа. Виде? Добре. Сега, Че да се послушиме сега. сега паричка да фрламе. Не се кара. Моја. Добре бе, девојчињата први. Може. Сакаш? Да. Да. Мамо, види! Види колко е ова! Само много ова! Вау! О, види! Ајде вие. Јас не видела. Много е ова! Много! Тоа е тоа. Отлично. Сија. Много е ова! А види. А пеперучиња да ќе сладки? Не е многу убаво сега. Простор, да излеме простор за учење свеќе имаш, а? А види ги! И тие се многу убави. Много су! Ајде ме дали знаеш што пишува? All you need is what? Браво. Секој пат тука. Многу е убаво. Многу сакам да се гушкаме, не сите. Сега? Никола. Може и за тебе? Многу е добро. И цел си Баш е погодено. овако. А, креветот ти е птенфаерски. Значи и за друштво и за спиење, целосно е како што треба. Згодбро, баш ми се свиѓаше кога го гледавме. Личика, како е тоа? Многу е убаво. Добро. Да. А шкафот? А шкафот имаш најголем шкаф во Малово, ми се чини. А не у куќава. Остои у куќава што имаш најголем шкаф, туку... За нема да ме видите надвор од силата. Каква е обала силата со зелена. Да. Ајде сега мама и тата да видиме дали ќе се насмеат. Ајде. До крај. Е, сега ние правиме. Ајде мама, тато. Една насмевка, една Браво. ваштерица да видам. Браво. Да. Романтик. Да се разберем. Европања, да. Доживеале ли пертурбација од ваму до таму, плакари каде што како, Требаше меѓутоа, тука, нели сега ете така, така се тоа. помислам дека вака и многу повеќе место И се ова доби. си ја. А ја мислам дека стигате таму. И ја каде? И па јас така мислев, ама се премислив. Ама има уште една плакара. Рековме плакари да има доволно. Плакарите си ги излезете за да видат, да си ја видат бањата. Што да кажам? Успешно завршена мисија. Успешно? Успешно. Како изгледа предавање, примање на стан со изненадување? Изненадувачки? Баш се најавачка, да. Баш ми се добај. Дувачки пријатно. Да. Значи, убаво, задоволни. Сакам да Ние си сме убаво. доволни се гости, да. Да ги пратиме морално да се влезе во собата. Да ве оставам. Ај, златно. Чао. И? Добро веќе ме. Фала и на вас многу, што ни дадовте да работиме еден плаков во простор. Значи тоа ми значите што ни дадовте слобода за да можеме да се изразиме, благодариме. Изразиме заедно. И да се видиме за убаво, се породеше да. О, да, па ние сега се гледаме за убаво, така тоа уште убаво. Се за убаво. Се за убаво се гледаме.
моите работи. Клучот е Добре, дојде нисте, кога сакате да дојдете? Фала. Значи, кога ќе се сместиме, кога ќе е долго, ќе си седнеме, така да ве чекаме. Кај сакаме. Кај сакаме. Да, дека ми е многу убаво за тоа. Чао, Чао, чао. Чао! Опремивме еден прекрасен стан, просторен со невообичаено голема кујна и дневна, како за нашите станови, 3 спални, 2 бањи, тоалет, па освен малата тераса која сепак се компензира со заеднички двор од задната страна на зградата, станот е еден од ретките со добра организација и просторност. Низ низа помали и поголеми проблеми, дилеми и решенија, стасавме до овој резултат, кој мене ме радува, особено кога говориме за дневната соба. Зидот во дрвен дизајн, изборот на светилките, софата и мекиот килим се оние моменти кои дефинитивно прават разлика. Уживајте во новиот интериер на Ајде дома. Имајте убав викенд, прекрасна и успешна година, полна со љубов, здравје и уживање. Се друго е помалку важно.